Почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте во 24 од се срце. Имам чест да ви најавам теми на разговор кои што ќе ги обработуваме во рамки на емисијата 24 од се срце во секој четврток во терминот од 9 часот и 15 до 9 часот и 50 минути. Во соработка со доктор Жарко Костич, дијанетички аудитор и Сдруженијето на граѓани Помагам, во наредните четвртоци во оваа сезона ќе обработуваме теми од општи интерес за сите граѓани. Емисијата нема да се емитува во живо од студиото, но секако и вашето учество ќе биде дозволено во неа. Секако ќе ги очекуваме вашите критики, коментари, пофалби, сугестии на нашите социјални мрежи, а исто така ќе може да учествувате во емисијата доколку прифатите дел од анкетата и случајно ве сретнеме низ скопските улици каде што ќе го очекуваме вашето размислување на темите кои што ќе ги обработуваме. Овој циклус на теми го нарековме откриени тајни, затоа што во него ќе откриваме тајни како животот да го направите да биде подобар и поуспешен. Затоа ве поканувам денес да останете на 24 од се срце и да ја погледнете првата откриена тајна во која што заедно со доктор Жарко Костич, дијанетички аудитор, ќе зборуваме на тема што е тајна. Останете на 24. Што представуваат тајните за нашиот ум? Колку тие може да делуваат на нашето однесување? Дали тајните може да не направат посреќни или потажни? За ова и многу повеќе ќе откриеме денес во денешните откриени тајни, но најпрвин да чуеме што за вас представува тајна и како таа делува на вас. Тајна, па нешто што треба да се скриеш, не треба секој да го знае, само за себе што се останува. Нешто што треба да се сокрие, да не го знае никој или например се сподели со некоја да не го знае другите. Нешто што се крие, нешто што не знам, може да се чува у себе, може да се сподели тајната со било кој. Тајна е нешто што го чуваме длабоко во себе, што не ќе да го кажеме на никој друг и што е само за нас. Попорно да не ми кажува, оти ќе треба да ја чувам, а луѓе како луѓе, сите сме исти, на некој ќе ја кажеш, па после ќе бидеш крив за што си ја кажал. Порно да не ти кажа тајна, подалеко од тајни. Делува тоа дека треба да прикриам, тоест ме копка нормално, ме копка што е, ако ми каже нормално, останува во мене. Не ми е пријатно што се мислам дека ќе ми дојде некое чувство да го издава. Доколку сака да ме открие и доколку сака да му ја сочувам тајната, тогаш го разбирам, пошто сум се ставам и на негово место. И на некој начин со тоа он се отвара душата, има добро во мене и ми верува мене. Жарко, како слушнавме што граѓаните на градот Скопје размислуваат што за нив представува тајна и како таа делува на нив. Може да ми кажете колку тајните се игри на нашиот ум и како тие всушност делуваат на нашиот ум? Па, тајна, и како што видовме од анкетите, е некогаш нешто за кое што не знаеме, нешто кое што сакаме да го откриеме. И умот функционира на еден интересен начин дека мора да има податоци. Така да кога нема податок за нешто, умот се фиксира да го открие тој податок. Така да кога човекот има тајна или да кажеме кога ќе ни каже нешто, сакам да ти откријам нешто, сакам да ти кажам нешто, тогаш умот се насочува кон тоа затоа што има за цел да ја открие таа тајна и секако дека умот сака да даде одговори. Но при тоа умот знае да направи една интересна работа, тоест еден негативен дел од умот за кој што и понатаму ние во нашите емисии надолго и широко ќе образложиме како тој функционира и како тој негативен ум да го контролираме, односно и да се ослободиме од него. Тој дел од умот знае некогаш да ни ги пополни тие недостаток на одговори со некои одговори од него кои што се негативни, кои што се деструктивни и така натаму. Некогаш немате податок можеби каде е керката или зашто се уште не се вратила дома и одеднаш почнува да ви доаѓаат негативни мисли, неубави чувства, некои идеи кои што можеби воопшто немаат врска со реалноста и што се случува. Тоа е поради тоа што умот сака таа празнина на неодговор да ја пополни со било каков одговор.
Така да многу е битно кога сакаме да дознаеме некој одговор или да откриеме некоја тајна, дефинитивно да ги добиеме вистинските податоци. Да, денес ќе зборуваме доста за комуникацијата и колку е таа решение за разоткривање на тајните. Како е комуникацијата поврзана со состојбата на умот и на духот на човекот? Па, човекот е жив колку што може да комуницира. Ако сте виделе луѓе кои што се живи, тие сакаат да комуницираат. Така тие се отворени, се многу високи со своите емоции. Едноставно, комуникацијата не е само како комуникација која ќе збориме за тоа, како вербална комуникација помеѓу две битија, но исто така комуникацијата и комуникација со околината и комуникација со надворешниот свет. Така да кога човекот го има, да кажеме, своето внимание насочено кон надвор, кога зрачи со своите емоции, кога зрачи на некој начин со позитивност, ќе видите дека тој човек исто така е во комуникација со околината. Некој човек кој што е можеби повлечен во себе, кој што е на некој начин со мислите на себе, а не на околината, ќе видите дека на некој начин се повлекува од просторот или на некој начин се повлекува со комуникацијата со животот, можеме да кажеме. Така да дефинитивно емоциите на луѓето, тоест живоста на луѓето е одраз исто така и на нивната комуникативност. Така да кажеме дека колку човекот е пожив, повеќе сака да комуницира, и колку е помалку жив, помалку комуницира. Така да комуникацијата фактички е одраз на нашата живост. Колку повеќе почнуваме да комуницираме за работите или со околината, толку поживи изгледаме, имаме подобри емоции, и колку помалку комуницираме, толку помалку сме живи за околината. Значи дека има голема поврзаност со емоционалната состојба на човекот и колку тој ќе биде таинствен или мистериозен за нас. Секако. Например, ако видите некој човек кој што ќе дојдете дома и ќе го видите сопружникот или пријателот или некој човек кој што ви е мил, драг, па дури и не мора ни да го знаете, но едноставно ќе видите дека е загрижен, замислен, има негативни емоции и одеднаш почнувате да размислувате, си викате што е тоа, што се случува, така? Да не направив јас нешто, да не сгрежив јас нешто во таа ситуација и ќе видите дека на некој начин неговото повлекување од животот, повлекувањето од таа комуникација со вас и со околината, почнува на некој начин да го прави, ајде така да наречеме, тајна за околината. Ако видите тајна, фактички, и ова е нешто што сакам да го нагласам за сите наши гледачи во емисијата, дека тајната во суштина е отсуство на живот. Ако видите дека, ако кажеме дека човекот е жив колку што може да комуницира, и ако рековме дека колку повеќе човекот е комуникативен, толку и отворен е толку многу пожив, не? Сега кога човекот е повлечен и недостапен и нема одговори, не дава одговори фактички тој човек за нас во околината, можеме да кажеме дека е помалку жив и на некој начин дека станува тајна за нас. Значи пак ќе кажам, најголемата тајна е дека тајната е фактички отсуство на живот. Дури и самиот збор тајна. Иако на македонски не можев да го најдам потеклото на зборот тајна, но го најдов на англиски, а тоа е секрет кој што потекнува од латински збор се цернере и фактички значи да се одвоиш од нештото. И јас би сакал да го протолкувам дека тоа е одвојување од животот. Така да кога некој ќе се повлече од животот, кога не комуницира, кога ги нема тие позитивни емоции кои што зрачат со одговори. Секоја позитивна емоција зрачи со одговор. Секој човек кој што е позитивен, имаме податоци, барем знаеме дека му оди добро, дека е супер, дека е топ. Но од друга страна ќе видите дека имате луѓе кои што губат поради дадени работи, за кои што пак ќе кажам во иднина ќе збориме во нашите емисии, живоста во нас почнува да се губи поради дадени проблеми, поради дадени ситуации кои што се случуваат во нашиот живот, поради дадени болни искуства од минатото и така натаму, дел од нашите позитивни емоции се украдени од нас или заробени во еден негативен дел од умот. И после тоа, тие негативни емоции почнуваме да ги искусуваме се почесто и почесто. И тие негативни емоции не прават да се повлечеме во нас, да станеме со вниманието на нас пред да сме на околината, нас пред да сме на надвор, така да во тој момент ние на некој начин имаме помалку живот и на некој начин стануваме тајна за околината. Тајна која што сигурен сум дека околината би сакала да знае што се случува со нас, зашто се чувствуваме така и така натаму. Поради тоа што секој од околината сигурен сум дека би сакал да знае во колку неговиот пријател не се чувствува во ред или во колку сопругата или сопругот не се чувствува во ред, на некој начин да влезе во комуникација, за да умот може да ги пополни
тој недостаток на одговори и на некој начин да разбереме зашто станува збор. Значи ли дека овие луѓе можеби се плашат од животот и избегнуваат од проблемите кои што животот ги носи? И живеат така во некој оклоп можеби поради тоа? Гледайте, интересна работа е затоа што проблемот е фактички ќе видите дека проблемот е некомуникација. Кога има човекот некој проблем за нешто и постојано го размислува и ние во нашиот ум и сега мислиме на тоа едно нешто. Сега наместо да го искомуницираме, тој проблем останува во нас. Фактички сите луѓе кои што имаат проблеми со комуникацијата во суштина. Кога ќе видите, некоја работа не загрижува и сега се мислам дали да го кажам тоа или да не го кажам тоа. На пријателов, на жената, на мажот и така натаму. Ама тоа се случи, ама знам дека се случи, ама што ако го кажам и го чувам едноставно во нас. И ќе видите дека фактички проблемите, се што се проблем во комуникацијата. Човекот за да има способност да разрешува проблеми, тој мора да има способност да комуницира. И во оваа емисија ќе го дадеме и најголемиот акцент на комуникацијата, поради тоа што пак ќе кажам, комуникацијата е живост. Колку повеќе комуницираме, толку повеќе проблеми можеме да разрешиме и на некој начин толку повеќе одговори можеме да дадеме, а колку повеќе одговори даваме на животот, толку сме повисоко со емоциите. Да, во одредени моменти се насочуваме и сме фиксирани кон нешто и кон некого, а тоа е особено кога немаме доволно податоци. Но не е секогаш едноставно и лесно да се комуницира. Некогаш комуникацијата не е едноставна. Како во тој момент? Да, пак ќе кажам, комуникацијата е живот. И колку повеќе човекот комуницира, толку повеќе проблеми и толку повеќе тајни, да кажеме, може да разоткрие или толку повеќе проблеми може да разреши. И пак ќе кажам дека ако има некоја алатка или нешто кое што е најглавно за да се разбере животот, ја би рекол дека тоа е комуникацијата. Поради тоа што без способност човекот да комуницира за нешто, тој се чувствува мизерен. Но многу често ќе видите дека луѓето комуницираат за работи кои што се можеби површни, кои што не се некои работи за кои што стварно треба да се комуницира во домот. Многу често има работи за кои што стварно треба да се искомуницира. Но за да може да се искомуницира за некои работи, мора да сте човек да е волен да ги соочи тие работи и да ги каже. Поради тоа што се случува, колку дојде некој проблем во вас, и ако не можете тој проблем да го вратите назад, со други зборови да го искомуницирате, тогаш одеднаш проблемот е во вас и тогаш стануваме на некој начин интровертирани, што би рекле, или со вниманието насочени кон нас. Но за да можеме да направиме простор околу нас, за да почнеме да ги вратиме своите позитивни емоции. Позитивните емоции секогаш бараат да заземеме простор. Ама просторот го правиме на тој начин што почнуваме да комуницираме. Затоа што комуникацијата, ќе видите, е двонасочна. Човекот кој што комуницира треба да е волен да прими комуникација. Но, воколку човекот на некој начин примил нешто и му представува проблем тоа нешто, што и да се случило, можеби е нешто што го направил, можеби не бил задоволен од тоа што се случило, направил работа за која што не е среќен и му е тешко да ја каже, и така натаму тоа останува со нас. И не го притиска просторот и не го намалува тој простор. Така да таа волност да се искомуницира, и тоа е убавината, уствари, сање на комуникацијата, поради тоа што воколку човекот е волен да комуницира за работи, за кои што можеби не се пријатни да се искомуницираат, но тежат, тогаш комуникацијата прави притисок. Но тој притисок во еден момент ќе направи и простор. Знаете како клип на една машина, кога ќе почнете да го буткате, тогаш почнува да се ствара моќ. Дал е во една врска, дал е во една фамилија и така натаму. Во спротивно ќе видите имате некоја фамилија која што ги одбегнува сите битни прашања за кои што треба да се разговара и се збори за површни работи. Тогаш комуникацијата можеме да речеме дека е социјална. Но во даден момент проблемите остануваат и никој не ги разрешува. Има погрешна филозофија дека да не се збори за проблемите, да не се соочат проблемите, на тоа е начинот на кој што човекот почнува да живее живот полн со компромиси, живот кој што едноставно го прави да не се чувствува задоволен. Поради тоа што човекот сака да искомуницира за многу работи и треба да искомуницира за многу работи и треба да биде способен и треба околината, и тоа е многу битно, да му дозволи да го искомуницира тоа. Тука доаѓаме до најголемото значење всушност на комуникацијата, а тоа е дека комуникацијата и употребувајќи комуникацијата, комуницирајќи, можеме да се извлечеме од секаков проблем, стапица, фиксација која што ги имаме во животот. Точно. И ако видите, секој проблем е фактички немање на одговор. Што е проблемот ако немање на одговор? Се дал вие немате одговор,
кој што сакате да го добиете или не го давате одговорот кој што треба да го дадете. Во било кој од овие два случаи почнувате да бидете фиксирани на проблемот или на некој начин, ајде пак да се навратиме за тајната. Човекот почнува да биде заробен во една тајна или нешто за кое што нема одговор само додека чека за тој одговор. Например, можеби имате ситуација каде што дечкото не знае дали девојката го сака. Девојката не му дава одговор, дали го сака или не го сака. И тоа трае со години. Човекот е фиксиран на тој неодговор. Гледате? Се фиксира на тоа што нема одговор и сака да го добие тој одговор. А не знае како. Со комуникација, но ќе објасниме како. Да, но во тој момент можеби не знае како, можеби сака да дозна и прашува, но не добива одговор, например, дали е сакан или не, дали ќе имаме иднина или нема да имаме иднина. Така наедноставно, како еден пример. Но не само што тој е фиксиран поради тоа што го чека одговорот, гледате фиксацијата, правилото е дека фиксацијата се случува во момент кога не може да добиете одговор и кога чекате одговор. Тогаш се фиксирате за нешто и тоа нешто станува тајна. Тоа нешто ви го одзема целосно вниманието. Не можете да сте во сегашност, едноставно цело време мислите на тоа. Но не е само проблемот дека човекот се фиксира кога не дава одговор, кога не добива одговор, тој станува фиксиран и кога не дава одговор. Да го земеме примерот на дечкото и девојката е фиксирана за тоа. И на неј и тежи, како да го кажам? Па што ако му го кажам тоа, он се повреди? Па што ако се случи ова? И таа е фиксирана во тој проблем. Но правилото е, во тој момент фактички човекот е во стапица на неговото внимание. Внимание кое што е фиксирано во дадена област, наместо да биде фиксирано на околината. Затоа што ако сме со вниманието фиксирани само на едно нешто, во тој момент животот на некој начин поминува покрај нас. И ние не сме дел од животот и затоа е битно ова што го збориме, за да се добијат одговори на своите прашања, да се дадат одговори на тоа што треба се дадеме, затоа што во спротивно стануваме фиксирани во моментот кога немаме двонасочна комуникација, затоа што најбитно е да се каже дека комуникацијата е тек во два правца, некој кој што дава и некој кој што прима. Така да во комуникацијата секогаш има два правца. И кога човекот постојано, да кажеме, дава одговори, ама не прима одговори, ќе се заглави, но исто така и во противниот правец. Значи комуникацијата мора да биде во две насоки. А и кога веќе и даваме толкова со право важност на комуникацијата како еден битен елемент за успех, може ли да ни кажете има ли формула за успешна комуникација и која е таа формула која што треба сите да ја знаеме? Да, дефинитивно има формула за успешна комуникација и тоа ќе го споменам. Господинот Хабарт има изолирано баш таа комуникацијска формула во една книга која што фактички е приречник за комуникацијата. И комуникацијата има свои правила. Во комуникацијата има дадени работи кои што мораме да ги запазиме. Човекот мора да е волен од него да биде изворна точка на комуникацијата. Така комуникација, како и фактички универзумот, има два пола, има два дела. Нешто од каде што излага нешто и нешто каде што се прима тоа нешто. Дали е тоа струја која што тече низ каблите и така натаму. Имате нешто од каде што потекнува нештото, имате друга приемна точка која што треба да ја приме таа комуникација. Комуникацијата, да кажеме вербалната комуникација, мора да имате изворна точка, мора да бидете волен таа изворна точка, таа мисла, идеја што сакате да искомуницирате, преку некој растојание, да ја насочите кон приемната точка. Таа приемна точка треба да биде волна да ја прими таа комуникација. Сега, она што е многу битно во комуникацијата, за да биде успешна таа комуникација, имаме елемент, тоа два елемента, а тоа е внимание и интерес и намера. Значи, ако јас не дадам внимание на другиот човек кон кој што сакам да искомуницирам нешто, и ако немам намера таа комуникација од мене да дојде до другиот, она што ќе се случи е тој другиот нема да може да ме разбере што земам. Колку пати ќе видите имате некој човек кој што збори, но намерата е таа која што недостасува. Разбирате, намерата во комуникацијата е побитен фактор од зборовите. Многу често ако имате намера нешто да кажете или нешто да се случи, ќе му кажете на некого: "Абе, дај ми зелен чај, а имаш намера да ти даде чај од мене." Ако вистински имате намера да добиете чај од мене, тој ќе ви свари чај од мене. Зборовите се помалку битни во комуникацијата од тоа што сакате да го кажете. Некогаш ќе кажете некои зборови на шега, кои што не ги мислите, но со позитивна намера, и ќе видите дека намерата е таа која што луѓето ја примаат.
Исто така имате и некогаш сладкоречиви зборови, ќе кажете многу убав комплимент, но немате добра намера кон тој кој што му ги упатувате тие зборови. Другиот човек се чувствува збунет затоа што ја прима намерата. Гледате, комуникацијата, едно од најбитните работи во комуникацијата е колку имате намера. Изворната точка, тој од каде што излегува комуникацијата, треба да е волен да ја пренесе таа намера за тоа што сака да го каже, и другиот човек треба да има намера да го слуша. И колку пати сме се фатиле во ситуација кога сме уморни или сме дошле дома и не сакаме да слушаме некого. Сопругата ви збори, ама вас вниманието ви е на телевизор. Така, или сопругата ви збори, ама сте на Facebook. Тогаш веќе вниманието не е дадено на таму каде што треба да биде дадено, и во тој случај настануваат проблеми во комуникацијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Многу често се случува кога имаме пријатели, луѓе на кои што сакаме да им помогнеме и да комуницираме со нив, а тие имаат проблем одреден кој што им се случува во животот, комуницирајќи со нив на одреден начин, проблемот врз себе да го превземеме. Да. Што се случува тогаш и како да работиме со тие луѓе, со тие пријатели, за да не се случи ова, да можеме проблемот да го задржиме таму каде што и да го решиме, а не да го префрлиме на нас. Точно е дека многу често, обидувајќи се да им помогнеме на луѓето, се случува дека нивната, да кажеме, ментална состојба, можеби конфузија што имаат во тој момент, проблем, на еден начин почнуваме ние да го зијаме и обсесивно сакаме да им го решиме. Затоа и ќе збориме во проблемите дека правилото е дека секој човек сака да си ги реши своите проблеми, и колку им ги одземете проблемите, на некој начин ќе го држат проблемот се уште, затоа што на некој начин проблемот е и нешто кое што секој човек сака да го разреши и умот има за цел да си ги разреши своите проблеми. Но кога да се навратиме на комуникацијата, а тоа е дека рековме дека формулата за комуникација имате некој кој што е причина, од каде што излага да кажеме појдовната идеја за комуникација, имате друг кој што со внимание и интерес го следи. Значи, ја морам да имам внимание и интерес да ја пренесам комуникацијата и да имам намера да ме разбере човекот. И другиот од другата страна мора да има внимание и интерес да ме разбере мене. Воколку и двајцата имаме внимание и интерес да се разбереме, тогаш што се случува меѓу нас има растојание. Значи, гледате, во комуникацијата секогаш мора да има растојание. Имате некој од каде што извира нешто, растојание, идеите што ги комуницирам преку тоа растојание доаѓаат до другиот човек има внимание и интерес и намера да ме разбере, и одеднаш тоа ја што го кажувам се разбира ке другиот човек онака како што ја сакам да биде разбрано, не погрешно. И сега, многу битен дел за ова што ме праша е баш растојанието. Гледате, ако човекот е тука и е волен да го слуша некого, и е волен тоа растојание да постои меѓу нив, тогаш човекот нема да влезе во самата таа состојба. Разбирате, многу често имаме од желба да помогнеме, тоа, разбирам. Знаете, да влезете во просторот, во умот на другиот човек, но во тој момент, кога човекот има некоја конфузија или некој проблем, ќе видите дека ќе пренеси на вас. И тогаш ќе бидете и двајцата во истата состојба да проблемот тешко ќе биде да се разгледа, да се види, да се разреши. Воколку човекот е волен да толерира растојание помеѓу себе и помеѓу другиот човек, единката на кој што сака да ги помогне, има поголема шанса да ја помогне, затоа што во тој момент нема да направи вклопување, залепување за проблемот што го има другиот човек, туку преку убаво растојание ќе може на подобар начин да се обиде да му помогне. Да, ова некако ме наведува на една од темите која што разговаравме еднаш во гостувањето на 24 вести, а тоа беше
дискусијата за заинтересираност и интересност. Некои луѓе се заинтересирани, некои пак се интересни. Како сето ова е поврзано со тајните и нивното откривање? Да, зборевме еднаш во емисиите за тоа. Го начнавме како тема, но е многу интересна тема. Значи, гледате, клучот на среќата, ако размислите, е да сте заинтересирани за животот. Кога интересот значи дека имате внимание кон надвор. Ако сте заинтересирани, значи дека вниманието е од вас, ставено на некој друг. И гледате, тоа е многу моќна, на некој начин филозофска алатка која што стварно функционира. Ако вниманието едноставно ви е од вас на надвор, тогаш немате проблем со, да кажеме, вашите проблеми, со вас самите и така натаму. Воколку пак сакате да сте интересни, тоа е тек кој што е внатре. Значи, пак ќе кажам, имаме тек на надвор, имаме тек на внатре. Текот на надвор е поморален, подобар, посветол, понаградувачки од текот на внатре. Кон вас. Сега ќе кажам зашто. Затоа што вниманието, ако го тргнете од вас на надвор, вие станувате поголема причина во животот. Повеќе може да креирате. Едноставно станувате креативни, од вас може да тече акција. И колку повеќе од вас тече акција, колку повеќе имате истек од вас кон околината, она што интересно е дека животот станува светол. Видете, светлината во животот не доаѓа од нигде друго него сем од нас. Ние сме тие кои што имаме живот. Луѓето стануваат филозофски размислувања имаат за животот, но едноставно ние сме живот. Ние даваме живот. Нашето внимание е живот. Ние сме количество на внимание. Колку повеќе тоа количество на внимание го ставиме на надвор, толку повеќе светот околу нас го правиме светол, сјаен, убав. Едноставно све ни зле убаво. Нашите емоции се високи. Видите, кога имате луѓе кои што вниманието го ставаат на себе. И под тука подразбирам луѓе кои што ќе дојдат дома и секогаш има нешто што им фали, секогаш сакаат да добијат внимание од околината, секогаш нешто не е во ред, секогаш нешто не е добро, секогаш нешто едноставно внимание. Како да не постојат другите? Како да постојат само тие. Но тие луѓе имаат многу проблеми. И тие луѓе се несреќни, поради тоа што среќата не зависи од вниманието да го ставиме на нас. Тоа не значи дека не треба да се грижиме за нас. Тоа не значи дека не треба да ги решаваме своите проблеми. Тоа не значи дека не треба да се занемариме воопшто. Но исто така значи дека треба и вниманието да оставиме на околината, поради тоа што на тој начин правиме простор. На тој начин, гледате, ако оставиме вниманието на нас, го скрусуваме просторот со околината. И денеска правиме муабет за простор. Правиме муабет дека тајната е скусување на простор. Правиме муабет дека животот е комуникација, комуникацијата подразбира да давате одговори. Тоа значи да правите простор. И гледате колку повеќе луѓето стануваат интересни, толку повеќе вниманието го ставаат на себе, толку повеќе си го крадат својот простор. И на тој начин, крадејќи си го својот простор, прават емоциите да им се помали и пониски. И ќе видите многу често, можеби имате некој дечко во основно оделение или не знам, сака да заинтересира некоја девојка која што едноставно не е заинтересиран за неа и сака и таа да биде заинтересирана за него, но некогаш ќе видите имате девојки или дечковци кои што едноставно не се способни да бидат заинтересирани. Луѓето сакаат да бидат интересни. Денеска кога ќе отидете на пример во кафич некаде, сега не знам додуше каква е сцената јас со кафичеве денеска, но знам кога сум бил помлад и кога сум искачал, имало ситуации каде што имате, не знам, девојка или дечко ќе седи на шанк и едноставно е толку сериозен, толку е озбилно тоа се. Не дај Боже ако му дојдете да му направите муабет или едноставно да му се насмеете, ќе видите онака тргнати, чак што више ќе почнат чудно да гледат на вас, но тоа се луѓе кои што сакаат да се интересни. Сакаат да привлечат внимание. Но тоа не е дел од животот, тоа не е дел од успехот, тоа не е дел од комуникацијата. Откривме едно од првите тајни во денешната откриени тајни. Разговаравме за тоа дека комуникацијата е многу битен и значен елемент, дека треба да бидеме отворени, дека треба да бидеме живи, храбри и пред се да комуницираме. Да, ми би сакал за крај, имам уште малку, да кажам, едноставно да направиме како едно си жена се што зборевме, а тоа е дека, гледайте, кога човекот почнува да губи дел од својот живот, кога почнува да губи дел од својата способност да креира, да биде креативен, да едноставно го даде вниманието на другите, почнува да станува тајна.
И се надевам дека сега кога ќе кажам на крајот од емисијата дека целата тајна, севкупноста на тајната, фактички даваме дефиниција што е тајна. Тајната е недостаток на живот. И кога ќе видите дека кога луѓето почнуваат да имат недостаток од живот, стануваат тајна, стануваат мистерија. Стануваат мистерија за околината, така? Но исто така луѓето, и сакам да го нагласам ова затоа што е многу битно, луѓето кога имаат тајни, не е само дека прават околината да едноставно ја држат во незнаење, но пак сега барем дадовме една алатка дека некогаш кога имате тајна пред вас, само знаете дека нема одговори, дека нема живот. И тоа е се кое што е една тајна. Но исто така, кога почнуваме да ги чуваме нашите тајни, едноставно почнуваме да имаме работи кои што сакаме да ги чуваме за нас. Ќе видите дека тие работи представуваат проблем за нас. Знам кога јас сум имал тајни како мало дете, сте направиле нешто за кое што сте мислеле дека кој знае колку проблем. Така, ама кај вас, во вашиот ум, за таа возраст, тоа представувало нешто кое што е од огромно значење. Колку сум се чувствувал едноставно неубаво во мене, колку сум се чувствувал дека, леле, што направив. Целото внимание, наместо да ме биде надвор и да бидам среќна со играта и да излезам со другарите да играм, било фиксирано на тоа нешто кое што сум мислел дека кој знае колкав проблем. Се додека во еден момент не сум ми седнал мајка ми да ја речам: мамо, тоа и тоа се деси, тоа и тоа направив, и едноставно го искомуницирате сето тоа. Гледате, комуникацијата е најмоćна алатка што имаме. Сите проблеми кои што ги имаме во животот, можеме да ги искомуницираме и треба да ги искомуницираме. Не морате да ги искомуницирате на секого, но сигурен сум дека имате луѓе на кои што, ако нешто ви тежи, можете да отидете и да му го кажете, затоа што ќе направите притисок на надвор. И на тој начин ќе дојдете до повеќе живот. И на тој начин ќе дојдете до повеќе емоции. Затоа што комуникацијата е за храбрите. Не секогаш е лесно да се соочат работи кои што сакаме да ги кажеме. Но од друга страна, ако почнеме да ги соочуваме нашите проблеми, ако почнеме да ги комуницираме нашите проблеми, ќе станеме поживи. И еден апел за околината, за родителите, за пријателите, за сопружниците, направете околината безбедна човекот да може да комуницира. Знаете, затоа што нема потажен човек од некој кој што сака да искомуницира нешто, а не може да го каже. Без разлика, можеби самиот тој мисли дека ако го кажам тоа ќе го повредам човеков. Знаете, ама тој е веќе повреден. Вие сте веќе повреден. И двајцата сте повредени. Не може никој да биде повреден ако едноставно повеќе комуницира. Може само да има повеќе живот. Комуникацијата е за храбрите, комуникацијата е живот. Комуницирајте е мотото на денешната емисија. Ви благодарам за оваа откриена тајна. Ви благодарам. Тоа беше првата тема од откриени тајни. Се надевам дека заедно со доктор Жарко Костич, дијанетички аудитор од Сдруженијето на граѓани Помагам, успеавме да го задржиме вашето внимание и ви откривме некои тајни. Уште од сега ви ја најавувам следната тема на разговор заедно со доктор Жарко Костич. Во следната откриени тајни зборуваме за тоа што е стресот и на кој начин да го контролираме. Останете со програмата на телевизија 24 вести. 24 од се срце е утре повторно во редовниот термин. Пријатно!